Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Еве не повторно заедно. Денеска петок, 3 февруари 2023 година. Ја започнуваме ова наша заедничка утринска програма Добро утро на радио Глас на надежта. 34-тиот ден во тековната година, еве полека навлеговме и во месец февруари. На почетокот да ги проследиме сервисните информации, верувам ве интересира какво време ќе имаме денеска и какво ќе биде времето за време на викендот. Ќе ја проследиме информацијата и за состојбата на патиштата, потоа ќе се подсетиме што се случило на денешен ден во минатите години на 3 февруари. Ево на почетокот да видиме какво ќе имаме време денеска. Во Кавадарци 8 со минус 1, а се чувствува многу поладно, постудено, бидејќи во околните ричења веќе има снег, но незначително, значи тоа е слаба снежна покривка, но времето е студено. Врнеше дожд синоќа и еве како гласи прогнозата за денеска наутро, со слаб локален снег, а преку денот сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен ветер од северозападен правец, кој долж по Вардарието повремено ќе се засилува, кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми и во ноќните часови ќе има локални врнежи претежно од снег. Максималната температура ќе биде во интервал од 5 до 12 степени. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголеми, во ноќните часови ќе има слаби врнежи од дожд и снег, максималната температура ќе достигне до 10 степени. Најстудено утрово беше во западниот дел на Македонија, минус 4 до 1 степен, во Скопје од 0 до 9, променливо облачно, во Куманово од минус 3 до 4, Беровскиот регион од минус 4 до 3, Кавадарци од минус 1 до 10, Гевгелие ќе биде најтопло од 2 плюс 2 до 10, Пелагонија од минус 2 до 5 и во Охрид од минус 1 до 5 степени. Такво ќе биде времето слично и утре. Уште по-студено ќе бидат, пониски ќе бидат утринските температури, така да ќе биде повторно променливо облачно со локални врнежи претежно од снег, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Интересно, во следните 3 денови утринската температура ќе падне уште пониско. Еве утре, односно задутре, на 5 февруари, од минус 7 до 1 утринските температури, а дневните ќе бидат исто така од интервал минус 2 до 5, потоа на 6 февруари минус 12 до минус 2, тоа ќе бидат ноќните утринските температури, а дневните ќе бидат исто така ниски од минус 3 до 4, потоа на 7 февруари од минус 13 се очекува до минус 3 ноќните, односно утринските температури, а максималната дневна ќе биде од минус 3 до 3, така да еве, се најавува тој студен бран, значи преку денот ќе имаме релативно ниски температури, но ќе нема врнежи тамо, значи од следната недела, бидејќи се очекува за ден-два да престанат врнежите од снег и дожд, но затоа ќе имаме ведро време и со ниски температури. Но како е да е, зима е, значи еве февруари полека се троши, така да се ближиме кон март, каде што ја очекуваме на 21 март да ни дојде и пролете, но зато има уште денови. Што се однесува до Автомото Сојузот на Македонија, почитувани гледачи, тие јавуваат дека собраќајот се одвива
повлажни коловози, на повисоките места има слаб снег на патиштата, така да вие кои возите бидете внимателни, посебно низ клисурите, каде што може да има и одрони. Еве најновата информација од 8:30, значи утро, пред половина час, се случила сообраќајна незгода на патот Велес Градско и тој пат регионалниот е затворен и возачите се упатуваат кон споредни патишта. Значи, како што спомнав, има слаб снег, односно врнежи од снег во Делчево, Дебар, Ѓавато и Буково, но во моментот не представува пречка за одвивање на сообраќајот. Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено, како што спомнав, каде што има проблем со одрони, како што е патот Велес Скопје, Виница Берово, Кочени, Делчево и така натаму. Посебно внимание возачите да се насочат кон возење низ градските средини, зашто таму има движење на деца, пешачките премини се за премина пешаците, така да бидете внимателни и обавезно застанете кога ќе наидат пешаци на тие премини. Одиме понатаму, што се однесува до рубриката на денешен ден, 3 февруари, еве што се случило, а историчарите тоа го забележале. На денешен ден, 1809 година, во Хамбург е роден Феликс Манделсон, германски композитор, пианист и диригент. Тој истакнат представник на епохата на романтизмот, но во неговото дело сепак е нагласено чувството за класична форма. Добро, одиме понатаму. На денешен ден, 1917 година, во Првата светска војна, САД, значи Америка, ги прекина дипломатските односи со Германија, откако Берлин соопшти дека ќе започне војна со подморници. Ете, тоа се случило. Тие дипломатски односи ги прекинале Америка и Германија. На денешен ден, 1919 година, во Париз се одржана првата седница на Друштвото на народите 9 дена по основањето на Првата светска организација. На денешен ден, 1921 година, во Скопје формиран фудбалскиот клуб Балкан. Ја не знам дали уште постои, но долго години тој фудбалски клуб постоеше и се надпреваруваше во втора лига во Македонија. Добро, одиме понатаму. Еве уште една интересна информација. 1943 година на денешен ден британските авиони во Втората светска војна го бомбардира германскиот град Хамбург. На денешен ден, 1945 година, американските авиони во Втората светска војна исфрлиле 3000 тони бомби над Берлин. Навистина, многу војни се водиле во минатото, многу жртви, многу разорнување, потоа повторно се градат тие градови и села. Значи, очигледно сатаната, ѓаволот ја користи војната да собере што повеќе луѓе во смрт да ги однесе. И затоа не треба се дозволи да се водат војни, посебно водачите на државите треба, ако има некој неспоразум, да го решат на, што се вели, на зелена маса. Еве нешто од спортот. Во 1968 година роден е Владе Дивац, легендарен кошаркашки репрезентативец на СФРЈ и СР Југославија, Србија и Црна Гора и така натаму. Тој беше играч на Лейкерси, каде што ја почна NBA кариерата, а потом стапуваше и за други клубови. По старата генерација, верам се сеќавате за тој кошаркаш. Еве тоа беа неколку подсетувања, почитувани гледачи, за она што се случило во минатот. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Кога сум сам, а кога јадна
Се vraќаме повторно во програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска програма Добро утро. Би сакал да прочитам сега неколку мудри изреки, а потоа ќе читаме и делови од псалмите Давидови. Еве имам 13 мудри мисли кои верам се интересни и ќе ви се допаднат. Нема поголема темнина од незнаењето. Тоа го запишал Вилијам Шекспир. Корените на учењето се горчливи, но плодовите се сладки. Аристотел. Замислете ја тишината што би настанала доколку луѓето зборуваат само за она што го знаат. Карел Чапек. Учи добри работи, лошите се учат сами по себе. Руска поговорка. Лажното знаење Лажното знаење е поштено од незнаењето. Дај му на човек риба и ќе го нахраниш за еден ден. Научи го да лови риба, ќе го нахраниш цел живот. Кинеска поговорка. Некои учат од тугите искуства, други од собствените грешки. Индиска поговорка. Лукавиот човек го презира знаењето, неукиот му се восхитува, а мудриот го користи. Френсис Бејкон. Вистинско знаење да се знае широчината на своето незнаење. Конфуци. Незнаењето е мајка на многу пороци. Сократ. Мудриот човек се зацврстува и човек со знаење расте со сила. Мудриот Соломон. Ево уште едно од мудриот Соломон, зашто Господ дава мудрост, од устата негова доаѓаат знаењето и разумот. Верам дека беа корисни, поучливи овие мудри изреки, почитувани гледачи.
Да го прочитаме сега 39 псалом, што верам дека е многу поучлив и Давид вака го започнува овој псалом. Си реков, ке внимавам на своите постапки и ке си го пазам јазикот од гревови, на устата ке си ставам узди, се додека сум меѓу злобници. Занемев и ниту збор не прозборев, дури ни за доброто, но страдањата ми се зголемија. Срцето в пазови ми зовре, во мислите мој оган се разгоре, тогаш со својот јазик прозборев. Покажи ми го, Господе, крајот на мојот живот, бројот на моите дни, да имам на ум колку ми е краток векот. Еден грст дни си ми одредил, мојот век е како ништо пред тебе. Навистина, животот на секој човек е само здив. Човекот е како привид, што доаѓа и си заминува, напразно се мачи, богатство натрупува, без да знае кој го наследува. На што да се надевам сега, Господе? Надежта ми е само во Тебе. Спаси ме од сите престапи мои, не прави ме подбив за безумникот. Молчев и устата не е отворена, зашто самиот Ти ова ми го стори. Тргни го од мене Твојот камшик, дотолчен сум од ударите на Твојата рака. Го казнуваш и го караш човекот поради гревот, како молец му ја нагризуваш убавината, навистина човекот е само здив. Чуја, Господе, молитвата моја, послушај го мојот повик за помош, не оглушувај се на мојот плач, зашто кај Тебе сум како гостин на минување, како што беа и моите предци. Одврати го својот прекрасен поглед од мене, да уште еднаш да се израдувам, пред да си заминам и да ме снема. Навистина, Давид ја опишува својата внатрешност, чувствата што ги има и проблемите низ кои поминувал. Но мислам дека Давид допира овде многу важни теми, а тој дека човечкиот живот е поминлив. И затоа тој на крајот вели одврати го својот прекорен поглед од мене, да уште еднаш да се израдувам, пред да заминам и да ме снема. Свет гостин сум, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа го гледам, затоа и поубав свет, каде што нема Бог, ниту знам. Sme spremni v ovoj čas. I verujem, Bože moj, vo Tvojot zbor, i zato svekoj čas se spremam jaz, za toj dom ljubav, što me čeka vo straj, za mene to je vječen dan. Za toj ljubav sve, za život Spod
sme spremni v ovoj čas. Dojdeš so mene razmisliti, da bideme zajedno osite dni. Može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj bednaš ti odluči. Za tvoj ljubav sve, za život bez greh, niz poruba Isus spas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj Se vraćаме v živo, почно гледачи, ја гледате и ја следите програмата на радио Гласна надежда. Ова емисија се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Вести од светот. И ова утро имаме интересни вести, доживување од Монголија. Ке ни ги раскаже Кейти Хартман, 55 годишна. Кейти и незиниот покоен сопруг Брет биле првите мисионери адвентисти во посткомунистичкото време во Монголија, кога дошле во земјата во 1991 година во служба на адвентистичката гранична мисија, организацијата што го поддржува мисионското дело во овој дел на светот. Таа и денес му служи на Бога во Монголија. И сега таа ќе ни го раскаже своето искуство. Кога дојдовме во Монголија во 1991 година, почувствував дека Бог ме повикува да бидам воин во молитвата. Сепак, јас му реков на Господа, па јас се молам цело време како не сум станала воин на молитвата. Кога мојот сопруг почина и јас повторно се омажив, се преселивме во друга азиска земја, некое време, значи живееле во некоја друга држава. Тогаш почувствував дека Бог ме повикува повторно да бидам воин во молитвата. Попуштив и реков во ред, ќе се молам 3 пати на ден. И тогаш, кога јас и мојот сопруг и 3 мали ќерки се моливме 3 пати на ден, како семејство, почнаа да се случуваат чуда. Со месеци бараме соодветно сместувања, Бог ни овозможи да добиеме дом. Мојот сопруг и јас ја загубивме работата како наставници по англиски јазик и Бог ни ја отвори вратата да најдеме уште подобри работни места. Тоа беше само првиот чекор на патот на молитвата по кој Бог не водеше. Вториот чекор започна кога почнав да размислувам за Исусовиот начин на живење меѓу луѓето. Наблюдував и гледав стражари и моли се, така Бог ми каже, наблюдувај и гледај, моли се и стражари. Барав текстови во списите на Елена Вајт што зборуваат за наблюдување и молитва и ги сумирав во еден запис. Научив дека наблюдување значи да обрнуваме внимание на нашите емоции, да се грижиме за нашите зборови, да видиме како влијание имаме врз луѓето околу нас. Секогаш кога моите керки има проблем во раните тинеџерски години, се прашував дали се доволно молев, дали оставив добар пример. Тие честопати би ми
odgovarale дека не оставам добар пример, што ме наведуваше да се обидам да бидам уште подобра, почувствителна за нивните проблеми. Наместивме една просторија во нашата куќа, посебно за молитва. Таму 3 пати на ден во нашата приватност можевме да му се представиме на Бога и да ги представиме сите наши проблеми, слабости, гревови, што не притиска во нашиот живот. Кога прочитав дека еден од основачите на нашата црква по име Вилијам Милер го посветувал своето внимание на еден стих од Библијата, дневно решив да се обидам да го сторам истото јас во мојот живот. Бев возбудена од новите сознанија, споредувајќи ги стиховите со оригиналниот текст на еврејскиот или грчкиот јазик. Во моментов се обидувам да го подобрам моето знаење на монголски јазик, со помош на Библијата. Со тетрадка во која пишувам, прво го читам текстот на англиски, а потоа на монголски. Тоа е многу бавен процес за учење, но се обидувам да го совладам монголскиот јазик. Читањето на монголски ми даде нова перспектива, бидејќи се користат различити зборови. Едно утро прочитав ова е благослов со кој Мојсей, Божиот човек, ги благословувал израелците при одењето пред неговата смрт. На англиски, како и во македонскиот превод, пишува Мојсей, Божиот човек, но на монголски пишува Мојсей е Божјата личност. Се прашував дали да кажам за себе Кейти е Божја личност. Законите во некои држави, каде што живеевме, им забрануваат на странците слободно да сведочат за Бога. Сепак можете да ги натерате луѓето да ви постуваат прашања и сосема и во ред да одговорите на тие прашања. Како личност која предава англиски јазик, на часовите ги замолувам учесниците на курсот да напишат нешто на лист хартија. Одвојувам време да разговарам со нив и ги забележувам нивните прашања. Некои присутни ги отворија своите срца на овој начин. Често работата е во тоа да бидеме љубезни кон луѓето и да ги повикуваме во нашиот дом. Еве тоа беше искуството, почитувани гледачи, нова личност на Кейти Хартман, која навистина решила да биде мисионерка за Господа и отишле ете и во Монголија и таму го пренеле Словото Господово на луѓето кои се уште живееле во духовна темнина. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but
Лесли е роден во 1952 година во Милвоки во Соединетите Американски држави како недоносено бебе. Пред да наполни 6 месеци целосно го губи видот. Сите сметале дека ова бебе, болно од детска парализа, нема шанси да преживее. Меј Лемке, 52 годишна медицинска сестра, одлучила да го посвои. Ја напушта работата и се посветува на мајчинството. Лесли изгледал ужасно, слаб и блед, со искривена рака и со зацрвените очни шуплини. Не испуштал никакви звуци и не се движал. Бог го сака овој мал човек, си велела Меј. Го масирала секој ден, го раздвижувала, посебно искривената рака. На крајот Лесли можел да ја протега нанапред. Секоја вечер Меј се молела за Лесли. Те молам Боже, направи нешто специјално за Лесли. Подари му некаква дарба. Но Лесли не покажувал никакви знаци на подобрување на неговото здравје. Минуваат години додека тој се научил да стои право и да оди бавно. Но кај него имало нешто необично. Кога ќе ги допрел жиците на некој музички инструмент, си замислил како да ги гали со прстите. Меј наоѓа старо пијано и во многу часови вложен труд го научила да свири неколку едноставни мелодии. Едно утро Меј ја разбудила некоја музика. Си претпоставила дека телевизорот се уште работи и тргнала да го исклучи. Но музиката, концерт за пијано и оркестар број 1 од Чајковски, доаѓал од собата на Лесли, односно од неговото пијано. Меј паднала на колена и почнала да му благодари на Бога што му подарил на 16 годишниот син способност да свири без грешка музичко дело што го чул само еднаш. Сушност тој одвај научил да зборува дури 10 години подоцна. Од тој момент па натаму Лесли Лемке изведува концерти на Соединетите Американски држави. Музичката дарба на Лесли е остар контраст со неговиот физички и умствен инвалидитет. Тоа е вистинско чудо, неверојатен одговор на молитва. Буквално за една ноќ Меј ја открива феноменалната способност на Лесли. Можеме да реагираме на слични искуства рамнодушно, но секој што видел необични и необјасниви ситуации се чувствува награден и покажува голема благодарност. Скептичниот рационализам автоматски го отфрла се она што необјасниво, надприродно и недокажливо како неубедливо и невистинито. На таквите догматични сомнежи се спротиставуваат мноштво лични искуства. Тие најдобро и единствено можат да бидат објаснети преку прифаќањето на фактот дека постои повисока сила која е активно вклучена во нашиот живот. Таа сила е семокниот Бог. Оваа идеја не ги изненадува христијаните. Библијата зборува за необични случаи кои што немаат разумно објаснување. Аврам и Сара биле исклучително надарена, но бездетна брачна двојка. По својата длабока старост, кога не било возможно да имаат деца, тие го добиле синот Исак. Јосиф, кој бил неправедно осуден како роб, преку ноќ е прогласен за втор човек во Египет. Отровна змија го каснала апостол Павле без да му се случи нешто. Човек кој бил парализиран од детството, наеднаш почнува да оди на заповед на Исус Христос. И списокот на примери може да стигне дури до денес. Ако не ги затвараме очите пред сведоштвата на главните херои и очевици, ќе дојдеме до резултат што восхитува. Верата и Божјото постоење и дејствување знае да биде поразумна од обидите да ги објасниме чудесните настани без Бога. А уште повеќе, кога ќе сретнеме луѓе кои можат да кажат тој е жив, ние го доживеавме неговото присуство. Бог е жив и ги слуша нашите молитви. Тоа го доживеале многу луѓе во своето секојдневие. За всеможниот Бог нема ништо невозможно. Можеш и ти да го доживееш Божјото присуство во твојот живот. Моли му се
и барај да ти се покаже во твојот живот. И Бог ќе го направи тоа. Još misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da li negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš svoj, da te čuje Bog, a On je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, On tvoje sve rane zna. Sad navire radost, znak potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sam, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, On tvoje sve rane zna.
Predočite na svetot, toj nema lubavina zaradi koje bi go posakale. Sepak bil otelotvoren Bog, nebesna i zemna svetlina. Negovata slava isto taka bila obvijena so preves. Negovata golemina i veličestvo bile skrijeni, za da može da im se približi na tažnite luge izloženi na iskušenija. Otkako Isus došao da žive među nas, znajme deka Bog gi poznava našite iskušenija i sočustva su nas u našite žalosti. Sekoj Adamov sin i kerka može da shvati deka našo Tvorec je prijatelj na grešnicite, zašto vo sekoja nauka za milosta, vo sekoje vetuvanje za radosta, vo sekoje delo na ljubovta, vo sekoja božestvena privlečna sila što se pokažela vo živototna spasitelotna zemljata, nije gledame deka Bog je so nas. Еве не повторно во живо почнем гледачи, што току слушнавте делови од ова прекрасна книга, од книгата Копнежот на вековите. Доколку сакате да имате во ваша собственост, еве ние ви ја нудиме по релативно ефтина цена. Пишете ни во нашата редакција, ние ќе ве испратиме по пошта. Ова е капитално дело од писателката Елена Вајт. Го опишува Христовиот живот, од неговото раѓање до неговата смрт, односно вознесение. Така да, интересна е книгата, многу е поучлива и дава коментар на 4 евангелија од Новиот Завет. Еве, ние во секој емисија пуштаме по неколку делови, читани од студентот Александар, така да ќе имаме такви читања и во наредните емисии. Само да се подсетиме, би сакал во наредните неколку минути за Давид Ливингстон. Верувам дека сте читале за него, човек кој многу го сакал Господа и отишол да живее, да работи, да мисионира во Африка, каде што и починал таму. Домороците го носеле навистина неговото тело до границите на Африка, односно до првиот брод каде што требало да се транспортира неговото тело во Америка, во родниот крај. Меѓутоа срцето негово било закопано во Африка, бидејќи тој со цело срце работел и живел за тие луѓе. Интересно, кога Давид Ливингстон отишол во Америка како осемен мисионер, по некој време неговиот одбор за мисии му напишал писмо и во тоа писмо пишувало: некои луѓе би сакале да ти се придружат. Кој е најлесниот пат за да се стигне таму каде што сте? А еве тој што одговорил, почитувани гледачи: ако го бараат најлесниот пат, кажи им да останат во Англија. Значи, не во Америка, туку во Англија. Од таа земја сакале да дојдат луѓе за да мисионират. Сакам луѓе кои ќе дојдат дури и ако воопшто нема пат. Наистина, убава порака дал овој човек, Давид Ливингстон. Тој барал луѓе, мисионери, кои ќе дојдат, па ако и нема пат, но сепак да се пробијат и да дојдат до тоа место. Понекогаш се чини дека патеката на христијанскиот живот се менува од рамен пат со мазна површина во калдрама или пак целосно исчезнува. Животот на човекот е една патека која поминува низ трње, низ трендафили, низ убави моменти, но и низ калдрама. Значи, зборот калдрама, знаете, неравнини патишта со камења. Така да мора да ги прифатиме сите предизвици, како што и овој мисионер го прифатил својот животен пат да отиде во Африка и да го споделува името Господово. Би сакал исто така да ви го прочитам на современ израз 13 глава од првата книга на Коринќаните. Верувам сте ја читале таа книга, поготово 13 глава која зборува за љубовта. Современ израз на пораката од 1 Коринќаните 13 глава. Ако совршено ги зборувам јазикот на народот каде што проповедам, а не го сакам тој народ, ништо сум. Давид Ливингстон го сакал народот и затоа го сакале и тие него. И затоа овој современ превод вели: ако совршено го зборувам јазикот на народот каде што проповедам, а не го сакам тој народ, ништо сум.
Ako imam diploma i tituli i gi poznavam site nesovремени методи на проповедање, a разбирање немам каде што тие луѓе живеат, ништо сум. Ако сум во состојба да се расправам и докажувам само за да ги победам противниците во докажувањето, без да имам сочувство кон нив, ништо сум. Ако имам голема вера, возвишени идеали и убави планови, а немам љубов која се грижи, која крвари, која се моли и која сака, ништо сум. Ако ги дадам сите своји пари и сета своја облека, а ја немам Христовата љубов кон луѓето, ништо сум. Ако се откажам од мојата блескава кариера, го оставам домот и пријателите и појдам по трнливиот пат на мисионерите, а и понатаму останам мрачен и себичен, оптоварен само за моите секојдневни проблеми и немам љубов која се откажува од своите права, од своите задоволства, од своите омилени планови, ништо сум. Добрината, ако не струи низ мене и од мене, дури и да сум во состојба да лекувам секојдневни болести и слабости, а ранувам срца и ги повредувам чувствата на со мојот недостаток на љубов, ништо сум. Ако сум во состојба да пишувам и книги, за кои добивам големи признанија, но не сум во состојба Христовиот збор да го искажам со јазикот на љубовта, ништо сум. А сега остануваат овие три работи: верата, надежта и љубовта, најголема е меѓу нив љубовта. Вистина убаво размислување на еден современ стил, проткаено со овие зборови од 1 Коринќаните 13 глава. Давид Ливингстон навистина тоа го доживел и така живел, и така работел, и животот и неговата сопруга таму починала, и тој починал. Како е да е, нека овие зборови не поучат сите нас, почитувани гледачи, да оно што го проповедаме, секако и да го живееме. Еве ќе одиме сега со уште една песна, потоа ќе одиме полека да ја одјавиме ова наша емисија. Bez tebe sam nemoćna, izgubljena. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Oče, nebeski oče, dugo lutala, bez tebe sreću tražila. Oče, nebeski oče, nigdje spokoja nema za mene bez tebe. Ja volim te, ja trebam te, i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada
priznati, najbolji otac si ti i jedini. I svima želim priznati koliko sad mi značiš ti, srce ti predajem i tvoja ostaje. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Ja volim te, ja trebam te i svaki put ja tebi vraćam se. Oče, želim ti sada priznati, najbolji otac si ti i jedini. Najbolji otac si ti i jedini. Evo je pri krajot na ova naša utrинска програма. Почнем гледачи полека доаѓаме до крајот. Но пред да се одјавиме, би сакал да ви го покажем уште еднаш новиот број на Адвентистички поглед, списание кој извегува еднаш во годината, но е двоброј и изобилува со многу информации, со многу слики. Имаме 3 проповеди, така да доколку сакате да го имате, еве веќе утре во сабота може да го побарате во вашите локални цркви, значи во Адвентистичка црква кај поверениците, а вие кои можеби немате прилика да посетите Адвентистичка црква, може да ни пишете, ние ќе ви го испратиме по пошта во Македонија, само 90 денари е значи овој двоброј, а вие кои сте во странство, пишете ни, ние на ваш мејл ќе ви испратиме во PDF формат, значи во електронска верзија, да го имате, инако е во боја, но ова е црно-бела, значи слика внатре, но вие кои сакате да го имате во PDF, ако сте во Македонија, во боја да го имате комплетно, пишете ни, ние ќе го испратиме по пошта, значи да го имате во Македонија во пишена форма, но вие кои сте во странство, ќе ви го испратиме во PDF формат, тоа е електронска верзија, да го имате, да го читате. Овде има многу интересни совети, значи од полето на здравјето, информации од сите локални заедници или цркви во Македонија, со многу фотографии, неколку теми, духовна порака, значи проповеди напишани, така да доколку сте заинтересирани, еве ви стоиме на располагање да ви го испратиме или посетете најблиската адвентистичка црква во вашето место и побарите го Адвентистичкиот поглед двоброј за 2022 година. А вие доколку сакате останатите да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме дописна библиска школа, електронска верзија bibliјатазборова.mk. Да видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојде крајот на ова наше дружење утринско, во оваа утринска програма на Радио Глас на надежта.
Пред да се одјавиме, би сакал да ви напоменам, почитувани гледачи, дека може да ги следите и останатите наши емисии кои досега се објавувани и одржани на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Но исто така сакам да ви посочам да го посетите и другиот канал на YouTube Глас на надежта ТВ. Значи, запишете си Глас на надежта ТВ, се тоа на латиница, и таму ќе ви се отвори цела листа на проповеди, на предавања од полето на религијата, на здравието, така да може да ги следите и предавањата кои одат секој петок навечер во 20 часот и секој понеделник во истото време во 20 часот на YouTube каналот Глас на надежта ТВ. А другиот канал, каналот на Радио Глас на надежта, исто така може да го посетите и таму се поставени сите досегашни емисии утрински кои се одржани на оваа фреквенција, односно на овој канал Радио Глас на надежта. Еве полека дојде крајот на ова наше денешно дружење, точно 1 час како се дружиме. Ни преостанува да ви посакаме убав викенд, почитувани гледачи, прошетајте, искористите ги, иако е малце свежо, но убав, воздухот е барем чист. Значи во Кавадарци денеска е чист воздухот, а верувам така е и во вашите места каде што живеете. Ве поздравуваме, бидете здрави, бидете весели и ви закажувам нова средба, ако Бог даде, живот и здравје во понеделник во исто време со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.